Со внимание проследивме пресконференцијата на СДСМ, меѓутоа не можевме да се изначудиме во тоа што го слушнавме и во тоа што го видовме. Можеме искрено да кажеме дека не израдува пресконференцијата на СДСМ поради тоа што очигледно дека од ден на ден се повеќе се уплеткуваат во аферата Надеж. Меѓутоа за јавноста би одговориле на неколкуте работи кои што ги посочија колегите од СДСМ. Прво, словенечкиот експерт за јавна администрација е поранешен министер задолжен за јавна администрација, еден од најдобрите експерти за оваа област, меѓутоа тој не е платен со пари од државата, туку е платен со пари од ГТЗ, германската служба за техничка помош. Вториот пример кој што го посочија во однос на ангажирањето на лобистичка куќа во Соединетите Американски држави, можеме да информираме јавноста дека оваа лобистичка куќа е ангажирана по пат на меѓународен тендер и тој тендер објавен во многу странски весници во законска постапка и процедура. Оваа лобистичка куќа работи во исполнување на интересите на Република Македонија и во лобирање за меѓународна помош на Република Македонија. Во третиот случај, во случајот што Република Македонија го води во Хаг, не станува збор за никакви консултанти, напротив, станува збор за адвокати кои што се избрани во прецизна законска процедура и тие немаат цел да даваат консултации и совети нити за рушење на легитимна влада, нити за формирање на невладини организации, туку тие ја застапуваат Република Македонија во судскиот спор кој што го водиме во Хаг, а во насока на прекршување на привремената спогодба од страна на Република Грција. Затоа за третиот случај сме изненадени како господинот Станковиќ се дрзнува да зборува за оваа работа. Ние сме просто зачудени. Ако тие имаат дилема и ако мислат дека не е добро што ја бараме правдата пред меѓународниот суд, треба јасно и гласно да кажат, а не да злоупотребуваат ваква тема во насока да ја ичистат својата одговорност за аферата Надеж. Меѓутоа, она што е битно е дека во сите три случаи не станува збор за ангажирани лица кои што се задолжени да прават анализа како да се рушат легитимно избрани власти, како да се направи хаос во државата, како да се формираат разноразни невладини организации, како да се формира гем на Бранко Геровски, како да се користат средствата од Сорос, од Владимир Милчин, како да се формираат разноразни плоштади Слобода, архибригади и така натака. Значи станува збор за ангажирани институции во полза на Република Македонија. Во првиот случај со пари од германската служба за техничка помош, во вториот случај во меѓународен тендер пред сите странски медиуми, во третиот случај ангажирани адвокати исто така во сите законски процедури и постапки. Овој денешен прес на господинот Станковиќ е доказ дека се фатени живи во аферата Надеж и дека од паника луѓето почнуваат секој ден се поголеми и поголеми грешки да прават. Ние сме загрижени поради тоа што овој случај добива и меѓународна димензија, го следиме и исклучително сме разочарани. Меѓутоа, мораме да потенцираме дека во само неколку дена, неколку луѓе од СДСМ даваат сосема спротивни изјави. И Игор Ивановски, и Ана Павлова, Данева и Емилијан Станковиќ. Едниот вели дека 50.000 евра чинел случајот Надеж, после тоа другите велат дека не чинел 50.000 евра, туку 340.000 евра. Ана Павлова вели дека премиерот на Словенија Борут Пахор бил посредникот во случајот, други велат дека не бил Борут Пахор. За денеска да видиме дека и има проблем дури и во насока кој потпишувал. Значи, едни велат дека одговорноста треба да ја носи оној кој што потпишувал, други велат дека не треба да ја носи одговорноста тој што потпишувал. Од тој аспект ние апелираме до СДСМ да се излезат и јасно да се изборуваат за нивниот проблем, а не да се обидуваат со несериозни и неодговорни примери да го дефокусираат вниманието на јавноста. Ви благодарам. Како коментирате фактот дека ве обвинија вас со изборот на господинот Илми Селами, бидејќи тој немал компатибилно образование за функцијата што ја врши? Значи и Илми Селами и сите други членови на антикорупцијската комисија се избрани од страна на собранието во постапка во која што гласаа сите пратеници, значи едногласно се избрани членовите. Тоа е
првиот дел од одговорот, вториот дел од одговорот, видете ги изјавите пред само неколку месеци што па Социјалдемократскиот сојуз велеше за антикорупцијската комисија из Илми Салами, ќе видите дека луѓето почнаа да го критикуваат Илми Салами во моментот кога се отвори овој случај. Дали е тоа објективно или е субјективно заради нивната вмешаност во конкретниот случај, нека ценат граѓаните. Благодарам.